Здраво и добро дојдовте во уште едно видео каде што ќе збориме за голем број работи, но главно ќе се задржиме на култура на меристеми. Во ред, и да започнеме. Значи во природата постојат голем број на патогени организми кои главно можеме да ги поделиме на вируси, бактерии и габи. Тие можат да извршат инфекција на различни растенија и ако тоа се случи, тоа ќе резултира со низа метаболички промени кај растенијето, кои главно ќе влијаат негативно врз растенијето, односно ќе му го отежнат животот. А тоа пак ќе резултира со намален принос на продуктот кој ни е од интерес од даденото растение, што пак ќе резултира со намалена економска добивка. Во ред, поради ова, нас ни е од голема важност да имаме здрави растенија, односно растенија кои се ослободени од патогени организми. Бидејќи ако имаш здраво растение, ќе имаш поголем принос, односно поголема економска добивка. Поради тоа, нели, во многу индустрии се ценат здравите растенија. Сега, постојат многу начини на кои можеш да добиеш растенија ослободени од патогени организми и ние тоа ќе го разгледаме во ова видео. И главно ќе се задржиме на вируси, бидејќи вирусите се најпроблематични и завземаат најголем дел од патогените организми кои инфицираат растенија. Едноставно да спомнеме некои проблематики со вирусите е дека тие се пренесуваат и на наредните генерации, односно од едно заболено растение, семињата од тоа растение исто така ќе го носат вирусот, нормално не важи ова за сите вируси, и понатаму тој вирус ќе се пренесе всушност и на наредната генерација. Исто така, голем дел од вирусите можат да бидат латентни вируси, односно да не даваат никакви симптоми. Значи нема никаков симптом дека растението е заболено, али цело време дава помал принос и помал принос и помал принос се додека не изумре растението. Вред? Значи се пренесуваат на следните генерации или пак се латентни, односно нема никакви симптоми и не знаеме дека е заболено растението. И на крај ќе спомнеме и нешто за бактерии и габи, но ќе биде релативно помалку. Сега да видиме како иде постапката за ослободување на растенијата од вируси, односно добивање на така наречени virus free plants. Значи ова се чекори кои треба да се превземат ако сакаме да добиеме virus free plant. Односно, први треба да го идентификуваме вирусот, да знаеме со кој вирус имаме работа. За ова се користат имунотехники, од кој ќе знаеме со кој вирус имаме работа, треба да го елиминираме вирусот. Ова најуспешно се прави преку култура на меристеми и главно на тоа ќе се задржиме, но ќе ги разгледаме и другите, односно ќе спомнеме нешто за термотерапија, за хемотерапија, микрокалемење, за искористување на калуси, индукција на адвентивни пупки и за комбинација од некои си, например комбинација на термотерапија со меристеми. Значи постојат повеќе начини, но, како што реков, најуспешна е култура на меристеми. И од кога ќе го елиминираме вирусот, требаме повторно да тестираме, да видиме дали стварно сме го отстраниле, и ако да, сме го отстраниле, треба сега да се превземат мерки за да не се појави повторна инфекција. Во ред? И сега ќе ги разгледаме техниките за елиминација една по една. Теориски, култура на меристеми треба да ни даде вирусно слободени растенија. И тоа се базира на идејата дека клетките на меристемот се делат толку брзо, така што вирусот не може да постигне да ги инфицира. Односно, ако вдека имаме некои клетки на меристем, во ред, тие се делат толку брзо, така формираат нови клетки на меристем, додека старите се диференцираат во одредено ткиво. Така, значи толку брзо се делат, така што вирусот, ако би го бележеле вдека со некои сини точки, не може да постигне да го стигне меристемот. Значи он иде по овие што се диференцирани ткива, али меристемот си расте и си расте и си расте. Во ред, значи расте нагоре, овие се диференцираат, што се вдека постари и вирусот не може да постигне да стигне до меристемот. Во ред? Значи тоа е главната идеја. Нормално сегаш може да постои опцијата дека може би го заразил меристемот, али главно сметаме дека меристемот е вирусно слободен. Првиот метод кој ќе го разгледаме е култура на меристеми и да видиме како се одвива. Значи имаме апикална пупка и овдека имам као зумирана слика од апикалната пупка, каде што во центарот на апикалната пупка се наоѓа меристемот, нели овдека го заокружувам со црвена боја.
околу него се наоѓаат заштитни ливчиња, така? Значи имаме повнатрешни заштитни ливчиња и имаме понадворешни заштитни ливчиња. Во ред. И ги има во многу поголем број него овдека ја што ги имам нацртано. Значи има многу вакви заштитни ливчиња. Во ред. Ја овдека имам направено колку 6 пара заштитни ливчиња, али ги има многу повеќе. Во ред. Сега, за да имаме култура на меристеми, треба да ги отстраниме овие заштитни ливчиња. И тоа е првиот чекор. Значи, првично се отстрануваат овие горните или надворешните, тие кои се најголеми, така? Значи, зимаш, првично ги отстрануваш тие кои се најголеми, па тоа што ги ти остане, кое се уште има заштитни ливчиња, го стерилизираш со хемиски средства, во ред, па го исплакнуваш во дестилирана вода. Од кога ќе го направиш тоа, идеш сега ги отстрануваш тие кои се внатрешни. Во ред, значи се отстрануваш уште помали заштитни ливчиња. Ги отстрануваш и повторно сега тоа што ќе добиеш го стерилизираш со хемиски средства и го плакнеш со вода. Сега ти остануваат многу мали заштитни ливчиња. Значи овие сега веќе не можеш да ги отстраниш со голо око. Значи останатите заштитни ливчиња, тие малите, сега се отстрануваат под стереомикроскоп. Океј? И ги отстрануваш. И сега кога ги отстраниш нив, тоа што ќе ти остане е само меристем кој ќе го извадиш со специфична игла. Во ред. Но вистината е дека ти многу тешко дека ќе добиеш само меристем. Бидејќи околу меристемот има многу мали заштитни ливчиња. Во ред. И затоа главно можеме да поделиме 3 експлантанти кои можеш да ги добиеш. Можеш да добиеш само меристем, во ред, кој го наречеме меристемска купола, во ред, гледате овдека лево, кој е околу 0,1 до 0,3 мм. Многу често ќе добиеш меристем тип, односно тоа е куполата плюс 1 до 2 пара лисни приморди. Океј, значи лисни заштитни ливчиња. Или пак можеш да добиеш шут тип, кој најлесно се добива, бидејќи е најголем, кој опфаќа повеќе пара заштитни ливчиња, односно лисни приморди. Има големина дури до 5 мм. Во ред. Значи, тоа е се едно исто, само што гледаме колку заштитни ливчиња сме отстраниле. Многу е тешко сите да ги отстраниш. Значи, тоа бара доста работа, но е најефикасно. Ако успееш сите да ги отстраниш и добиеш само меристемска купола, тоа е најдобро. Од неизе најголеми се шанси дека ќе добиеш вирус-фри растение. Во ред? Но прилично е тешко да се направи. Сега, од кога ќе избереш еден од овие експлантанти, зависи колку заштитни ливчиња, односно листи приморди си отстранил, го инокулираш на хранлива подлога. Значи, хранливата подлога на која се инокулираат овие меристемски експлантанти е многу комплексна. И проблематиката произлегува од тоа дека имаме многу мали експлантанти. Поради тоа голем дел од нив не ни успеваат и треба да се земат многу фактори во предвид со цел да имаме успешно култивирање во инвитро. Значи можеме да користиме цврсти или пак течни хранливи подлоги, односно медиуми. За извор на јаглерод користиме сахароза. pH треба да е околу 6 до 6,4. Температурата треба да е околу 25 степени, но може и да биде променлива, односно преку ден да е 38, доека преку ноќ да е 28. И обично се користи висока температура и тоа ќе го разгледаме за кратко време под терминот термотерапија. Но, значи, може и да се променува. Сега, во однос на фитохормоните кои се користат, обично се користи многу мала концентрација, бидејќи сепак, како што споменав, експлантантот е мал. Може да се користат ауксини за сев корени, иако е прилично доста тешко. Се користат ауксини заедно со цитокини за да се предизвика клеточна делба, но ако се користат многу цитокини или се користат многу рано, може да настане сушење. Гиберлините ретко се користат, а ако се користат, тие служат за елонгација, односно за издолжување. Ево го спомнавме уште пред неколку видеа. Во ред. Но прашање е сега дали овој метод на култура на меристеми има некакви проблеми. И одговорот е да, има. Односно, теориски, ако би разгледале култура на меристеми, дали би добиле вирусно слободени растенија, и одговорот би бил дека скоро секогаш ќе добиеме вирусно слободени растенија. Теориски. Но во пракса не е така. Во пракса само околу 10%
од култивираните ни се вирусно ослободени. Односно 90% се неуспешни. Сега, зошто е тоа така? Главно произлегува од начинот на работа. Океј, од сложеноста. Може да се јави контаминација при подготвување на подлогата, при работа на самиот експлантант и слично. Можеме да го оштетиме експлантантот, нели овдека отстранувавме ливчиња. Ако го оштетиме, кога ќе го култивираме, тој нема да успее да расте, така бидејќи оштетен, не е здрав. Може да се исуши, бидејќи не сме ставиле соодветни фитохормони или пак немало доволно вода или што и да е. Има несоодветна подлога, значи различни фактори може да не сме ги усогласиле во подлогата. Може би има многу феноли, бидејќи сепак изолирањето е голем стрес. Така што може да се јави продукција на феноли. И поради овие главни фактори, постојат и други, се јавува само 10% успешност. Односно 10% ќе ги добиеме кои се вирусно ослободени. Но иако е толку низок процент, сепак главно се користи во пракса, бидејќи кога ќе добиеш едно растение кое е вирусно ослободено, после многу лесно со микропропагација од него можеш да добиеш илјадници. Значи ти само доби едно растение кое е вирусно ослободено и после само земи делчиња од него, така. Например, имаш едно растение кое е вирусно ослободено, земеш еден лист, од листот направиш калус, од калусот направиш суспензија, од суспензијата имаш илјадници клетки, од сите тие регенерираш растение и добиеш се 1000 растенија од едно. Уред? Значи, иако има мал процент на успешност, едно да добиеш, си завршил веќе работа. Наредна метода ни е термотерапија, односно терапија каде што се употребува топлина. И ова често се употребува кај дрвенестите растенија. И се базира на идејата дека ако имаме висока температура, тоа не е кузници колку висока, околу 35 степени Целзиусови, ќе послужи за да се елиминираат изометрични вируси или пак микоплазми. И се базира на идејата дека таа повисока температура ќе ги денатурира протеините на овие патогени или пак потешко ќе биде да се размножуваат истите. Во ред, но нормално овој метод не може да се користи секогаш, бидејќи можеби растението е сензитивно на топлина. Не можеш сите растенија ти да ги ставиш на 35 степени Целзиусови. Некои не се направени, така ќе изумрат на толку топло. Или пак можеби патогенот со кој инфициран е отпорен на топлина. Значи или патогенот отпорен или растението сензитивно. Значи има мани оваа метода. Исто така, ако би можел да користиш, има разлика колкава температура, односно колкав интензитет на топлина или пак колку време траење ќе трае терапијата, зависи од многу работи, главно зависи од експлантантот кој си го избрал. Така, например, ти ако си земал лист, нормално дека листот, така, ќе го изложиш на топлина многу пократок временски период или пониска топлина, наспрема корен. Ако имаш корен, можеш коренот да го ставиш на многу повисока топлина и тој ќе издржи. Нема да го уништиш целиот, додека листот не можеш да го ставиш, тоа е покревок у наводници. Значи, колкав ќе биде интензитетот, односно температурата и колкаво ќе биде времето на експозиција, зависи од кој експлантант сме го изолирале. И тоа е основата на термотерапија. И сега, термотерапијата може да се искористи во комбинација со културата на меристеми, што ја спомнавме претходно. Односно, првично растението, целото, го изложуваш на температура, да речеме од 35 до 38 степени, повторно зависно од кое растение, зависно што сакаме да постигнеме, зависи кој патоген го има, но да речеме температура околу овие вредности, од период до 5 до 10 недели. Вред, значи толкава временски период на таа температура и со тоа што ќе постигнеш? Едноставно ќе намалиш количината, да, ќе намалиш на некој си начин колку вируси, например, има во даденото растение. Односно, после од тоа растение кога ќе изолираш меристем, имаш поголема шанса дека ќе добиеш вирусно ослободено растение. И овој начин на користење на термотерапијата заедно во склоп со култура на меристеми се употребува главно кај компир, јагода, исто така и кај карамфил. Вред, значи првично се третираат со топлина, даден временски период, и после од нив се изолира меристем и има поголема шанса дека ќе биде успешно
регенерацијата понатаму, односно добивање на вирусно слободно растение. Следна метода е хемотерапија, нема тука што многу да се спомне, едноставно се употребуваат хемиски средства кои се всушност антиметаболити кои се додаваат во подлогата. И вакви се виразол и видарабин. Исто дека ќе ги спомнам и антибиотиците кои се употребуваат за бактерии, иако сега главно нели збориме за вируси. Некои други методи се, например, микрокалемење, каде што всушност зимаш меристем од едно растение и го трансплантираш на изданок од друго растение. Во ред, каде што меристемот кој си го изолирал, го нарекуваш епибионт, така значи ова дека би било епибионт, додека нели младото стерилно изртено растение врз кое го трансплантираш е хипобионт. Во ред, и ова се прави за дрвенсти растенија, но често е инкомпатибилен методот. Значи не можеш ти меристеми од кое било растение на кое било друго да ставаш. Не можеш да си правиш колку сакаш такви мајтап работи. Значи има инкомпатибилности, значи не можеш се со се. И ова главно се употребува кога не можеме да добиеме вирус-фри растение само од култура меристем. Нели преска разгледавме како и да култура на меристем, и рековме дека околу 10% од времето добиваме virus-free plants. Епа, некогаш не можеме воопшто да добиеме и тогаш се практикува ова микрокалемење. Калусно ткиво, од калусно ткиво исто така може да се добијат вирусно слободени растенија и тоа се прави преку неколку субкултивирање. Значи ги добиеш калус и го субкултивираш постојано, на крај ќе се трефне на некој начин да нема веќе вируси у него. Или пак вирусот не може да го инфицира, бидејќи не е клетките не се исти како во здраво ново регенерирано растение, значи калусот малку се разликува. Адвентивни пупки, ова се прави преку индукција на адвентивни пупки и главно се прави кога имаме инфекции од вируси кои не се системски. Например, најголем дел од вирусите кои ќе го заболат растението ги зафаќаат сите клетки, не бираат која е клетката. Но некогаш некои вируси се, например, ткивно специфични. Например, напаѓаат само одредено ткиво. И кога таков е случајот, ти можеш да изолираш така одредено ткиво кое нема вирус на него да индуцираш адвентивни пупки и ми одмери системот тие адвентивни пупки да направиш ново растение. И тие се сите главни методи кои се користат за добивање на virus-free plants, значи вирусно ослободени растенија. И сега само ќе разгледаме некои тестови кои служат за проверка дали стварно сме добиле растение кое нема вируси. Сега ќе видиме некои тестови за проверка за да видиш дали стварно си добил растение кое е ослободено од вируси. Но, пред да правиш каков било тест, првин го гледаш растението по фенотип. Во ред, значи ако е заболено, ќе има некаква си очигледна промена најчесто, така што ќе можеш од око да го видиш дека нешто не е во ред, значи најверојатно е заболен од вирус. Но не сите инфекции даваат симптоми, така не сите инфекции можеш да ги приметиш така. Значи постојат такви латентни инфекции каде што вирусот не дава никакви симптоми, едноставно само му го отежнува животот на растението. И кога имаш таков случај, затоа мора да изведуваме и тестови, за да бидеме сигурни. Прв е биотест, каде што зимаш лист или некаков си експлантант од растението кое сметаш дека е ослободено од вируси и тоа ќе го наводници испасираш и да го добиеш клеточниот сок негов. Така, значи ќе добиеш негов клеточен сок и сега тој клеточен сок ќе го аплицираш на лист од некое си друго растение, кое знаеш дека е здраво, окей? И сега кога ќе го аплицираш, пред ќе направиш на рана, така дека имаме како оштетување на листот од второто растение и ќе го ставиш врз него. Ако врз ова растение се јават некакви си симптоми на инфекција, тоа значи дека првиот лист содржал вирус или пак не си работел соодветно кога си го правил тестов. Наредно е тест користејќи електронска микроскопија. Прилично е само објаснливо, едноставно ќе земеш примерок од растението кое сметаш дека си ослободил од вируси, ќе направиш препарат и ќе оставиш под микроскоп. Сега не можеш под обичен микроскоп, бидејќи вирусите се многу мали, него под електронски микроскоп, каде што ако има вирус, најверојатно ќе го видиш. И често што се користат се серолошки методи, односно
најчесто се користи имунолошка метода, односно ELISA. Значи имам посебно видео каде што детално ја разгледувам ELISA како работи, но главно се базира да се примети дали има некакви си антигени кои ќе ги детектираме со одредени антитела, па тие ќе таложат и така натаму. Значи тие се трите главни теста кои може да се прават со цел да се увиди дали имаме вирусно заболување, односно дали сме добиле вирусно ослободени растенија. И како за крај, само ќе спомнеме за ослободување на растенија од габи и бактерии. Значи, ова ние се што го разгледавме за вируси, но голем дел од овие работи може и да се употребуваат со цел да добиеме растенија кои се ослободени и од бактерии и од габи. Во ред, исто како што беа за вируси, така може и за другите патогени. Сега, кога се прави ова, кога се одгледуваат експлантантите, например, сакаме од меристем, така од меристем сакаме да добиеме растение кое е ослободено од бактерии, хранливата подлога малце ќе се разликува од таа ако би сакале, нели, за вируси, како што видовме претходно. Така што ако би сакале за бактерии, во тој случај ќе додадеме антибиотици, иако не треба да претераме, бидејќи ќе направиме антибиотски резистентни соеви, ќе му штети на растенијата и така натаму, но исто така ќе додадеме многу, значи ќе додадеме многу пептон, триптон и екстракт од квасец. Така, значи додаваме пептон, триптон и екстракт од квасец. Вред, зошто го правиме тоа? Едноставно, за ако има инфекција од габа, многу брзо ќе се примети, зашто габите, например, или бактериите, тие соединенија многу ги сакаат. Така што ако има, они одма ќе се развијат и ти ќе можеш да ги видиш со око. Значи тоа е главната идеја. Вред. Значи може да се користат истиве методи кои користевме, нали, за да добиеме растенија ослободени од вируси. Значи истите тие методи може да ги користиме, само што подлогата ќе биде малце различна. Значи ќе има антибиотици и ќе има некои други соединенија. Во ред. Тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.